По повод Меѓународниот ден на жената, 8 март, нашата организација традиционално организира изложби, каде што предпочитува презентираните креации да бидат изработени од жена. Денес, почитувани, имаме прилика да видиме околу 50 на прекрасно креирани творби, ракотворби, изработени, искајани, извезени од вештите раце на плејада жени, наши мајки, баби, прабаби. Изложените експонати, народни носии и делови од нив, скуталиња, марами, чорапи, килими и слично, се дел од трајното уметничко творештво и свидетелство за богатата традиција на нашиот народ на овие наши простори. Токму поради ова, почитувани, изложбата е насловена Ракотворбите на тиквешијата, на жената во тиквешијата. Презентираните експонати, почитувани, се дел од етнолошката збирка на нашата организација, кои се прибрани по пат на подарок, откуп и секако по пат на научни истражувања, реализирани во последните 6 години, грижливо чувани и обработени од Томе Крстевски, кустос етнолог во нашата организација, кој е автор на денешнава изложба. Изложбата ја организираме како вообичаено во соработка со градоначалникот и советот на општина Кавадарци. И на крај, почитувани, би сакала од моје лично име и од името на мојот колектив да ви го честитам утрешниот празник на сите присутни од понежниот пол. Ова е наш обид за потсетување на некои минати денови кога вредните раци на жените везеле, плетеле, ткаеле, во нив ја внесувале својата тага, мака, љубов, радост и се оно што го чини животот. Вредните раце на жената со изложбата ве потсетува на едно изминато време во кое тие вложиле труд, но и љубов за да го разубават својот и животот на тие околу себе. Со тоа оставаат траен белег во нашето национално богатство. Допирот на умешните раце на жената создале уникатни дела, вредни за восхит и почит. Вистинската убавина е излеана во ракотворбите на жените, кои оставаат посебен белег во времето, кој ќе остане за секогаш врежан во нашата историја да сведочи за македонскиот идентитет. Жените се амбасадори, афирматори, презентери на нашето национално, традиционално и историско минато. Неминовно на динамиката на живење, современата жена има многу обврски и нема време да ги создава и да ги одржава низ домот. Но, кога ќе се отворат вратите на плакарите, се враќа споменот од минатото, споменот на нашите баби и мајки, кои макотрпно ги создале овие ракотворби. Жената творец на ракотворбите за изложбата, преку најразличните мотиви, а со тоа и символите што ги користи, ни прераскажува дел од својот живот, како од раѓањето, бракот и умирачката, односно животниот циклус од традицијата на македонскиот народ во етничкиот предел Тиквеш. Изложените експонати се дел од трајно уметничко творештво и сведочат за богатата традиција и историја на македонското поднебје. Во најголем број на случаи се волнени и памучни, орнаментирани со ткаена декорација, уште при самиот процес на ткаење, истовремено и со разни символи. Со тоа може да се види и вештината на македонската жена, но и намената на секој мотив, за да може да се разоткријат социјалните и економските врски на етничката група на овој предел. При обликување на носиите, на народните носии, главно место го имала жената, бидејќи целокупната активност речиси ја имала самата таа, почнувајќи од предавањето на суровините, бојадисувањето на преѓата, изработката на ткаенините, конструкцијата на кројот, шиењето и украсувањето и китењето. Во оваа насока неспорно важна улога имала и појавата на специализираните мајстори, терзи, кои главно ги обработувале и ги украсувале горните делови на облеката, додека локалните занетчи, којунџиите, пак го изработувале накидот. Волната, конопот, ленот, памукот, во помала мера и свилата, обработувани на стар, традиционален начин,
се основните сировини кои имале голема примена во изработката на носиите. На визуелен план имаат важна улога во физиономијата на определена носија, кои покрај доминантната ткаена орнаментална декорација, своја улога во прилог на декоративноста имаат и други дополнителни украсни елементи, како што се гајтанските апликации, металните украси, мунистрата, полеиките, реските и слично. Примероците на носиите што се собрани во музеј галеријата се драгоцени документи за нивното богатство и нивната разновидност. Тие ќе останат сведоци за високите креативни способности на македонската жена, која во текот на многуте векови успеала да создаде собствена, самостојна народна носија, чии типски и декоративни одлики нашле одраз во изминативе епохи, како и времето во кое што се создадени и носени. Фолклорното богатство во тиквешијата со сите своји компоненти станува достапно на граѓаните, а на младите генерации извор за запознавање на битот на земјата од која потекнуваат. Веруваме дека преку изложбата може да се насити културата која со векови се создавала и таложела како нераскинлива традиција во која се вткаени менталитетот и креативниот дух на македонската жена од овие простори. Почитувани присутни, во името на градоначалникот на град Кавадарци, господинот Митко Јанчев, во името на Советот на град Кавадарци, чиј член сум и јас, во пресрет на утрешниот ден, празникот на жената 8 март, овогодишнава изложба, ракотворбите на жената во тиквешијата, ја прогласувам за отворена. Воедно им го честитам празникот на понежниот пол, со желби за многу здравје, многу успеси, а на директорката уште многу вакви манифестации.